Да престане прекумерната урбанизација на стариот дел од Охрид, каде никнуваат објекти со огромни габарити. На овој начин не само што се уништува најзаштитеното градско јадро, туку калето повеќе не може да го издржи притисокот на неконтролираната градежна експанзија, која со години го обезличува Охрид, реагираат местното население и граѓанските активисти. Ако вака се продолжи со вакви градби, јас предлагам парламентот да го изменит и да го именуваат како закон за уништување на старото градско јадро, бидејќи во самиот закон стои дека габаритите на урбаните објекти не смеат да се менуваат ни во ширина, ни во должина, ни во висина. Ова е преседант во стариот дел на градот, бидејќи ова е директно скршавање на културно-историското наследство во стариот град. Едно такво здание на 4 ката никнува непосредно до Охридскиот завод и музеј, институција која е задолжена да го штити културното наследство и старото градско јадро. Недозволиво е вакви и слични објекти да се градат и да се изградуваат, а тука е музејот за заштита на споменици на град Охрид. Значи, каде е нивната улога? Дали се работи за корумпираност, дали се работи за прекршување на законите? Дали ова е тоа што УНЕСКО го очекува од надежните институции за културно наследство? Дали препораките од УНЕСКО се почитуваат со удоволување на поединецов? Загрозена е стабилноста на постојните објекти, велат огорчени жителите. Тоа е огромно здание, не знам како ќе издржи земјиштево. Механизацијата која се користи за да се направи ова здание. Значи, логистиката на патов, значи не го крепи тоа, значи овдека влегуваат мешалици по 20 тона. Тенка е тоа. Да шолечи тоа. И додека жителите од стариот дел бараат од належните институции подитно да се стопира и поништи дозволата за градење, од завод и музеј дигаат раменици. Постапката е запазена. Проследени се сите претходно доставени кај нас документи и се што е од кај нас излезено сте регуларно. Нејасно е зошто Управата за заштита на културно наследство, која донела решение за запирање на работите на спорната локација, потоа дала зелено светло во срцето на градот да никне индивидуална станбена зграда.